Кога се има волја, нема пречки. И покрај целата криза со пандемијата од коронавирусот, Европската Унија успеа да најде начин како да донесе одлука за Македонија конечно да ги почне преговорите. Како што ви најавивме минатата емисија, преку видеоконференција, оваа одлука вчера беше донесена на ниво на министри. За денеска веќе да доби и официјална писмена потврда. И додека корона кризата на некој начин, иако ја засени радоста за оваа вест, не успеа да ги попречи македонските интеграции. Таа сепак ќе влијае сериозно врз економијата. Но овие две теми, европските интеграции и влијанието на корона кризата врз домашната и европска економија, зборуваме во оваа емисија на Агенда 35. Следете на. Во Агенда 35 ќе гледате: Македонија доби зелено светло за да зачекори кон Брисел. Патот нема да биде лесен. Земјава ја чекаат корените реформи во сите општествени области. Пандемијата со коронавирусот не ја спречи одлуката за почеток на преговори, но донесе големи економски проблеми. Анализа на ефектите што корона кризата ги има и допрва ќе ги има врз европската и домашна економија. Какви мерки преземаат европските лидери за заштита од коронавирусот? Ви ги презентираме одлуките на челниците на Европската Унија и настоките кон европските граѓани. Останете со нас. Безусловен почеток на преговори со Европската Унија. Македонија конечно ја доби посакуваната вест од Брисел. Одлуката на министрите за надворешни работи и европски прашања денеска доби и формална потврда преку писмена процедура, со што политички се затвораа дискусиите околу зеленото светло за европската иднина. Пандемијата со коронавирусот не ги спречи европските министри преку видеоконференција да ја донесат одлуката што нашата република ја крева на сосема ново ниво од пристапниот процес. Комесарот за проширување Оливер Вархеј прв упати честитки со коментар дека Северна Македонија е регионален пример за успешно спроведени реформи, но и дека оваа одлука е доказ дека Европската Унија има капацитет да носи стратешки битни решенија дури и во време на криза. First of all, I would like to congratulate the two countries with which today the member states have agreed to open accession negotiations. With this, we have put back on track the issue of enlargement. We have put back on track of credibility. If I look at North Macedonia and Albania, what I see is that they have accelerated their work since October, and they have delivered on very many fronts. North Macedonia, the Prespa agreement, also with the bilateral agreement with Bulgaria, has shown example for the whole region, and that is example that should pave the way for North Macedonia quickly engage the negotiations and also paves the way in the forms are ongoing. Вархеј исто така нагласи дека преговарачката рамка ќе биде готова веќе во јуни, а формалниот почеток со така наречената меѓувладина конференција не е утврден, но од Брисел велат дека очекувањата се да се случи најдоцна до крајот на годината. Македонија ќе треба да изготви и сопствена преговарачка рамка. Комисијата е повторно повикана да продолжи да го следи напредокот и континуираната усогласеност во сите области на условите утврдени од Советот во јуни 2018 во 4 дадени реформски полиња и да го спроведе и заврши процесот на аналитичко испитување на усогласеноста на земјата со правото на Европската Унија, почнувајќи од кластерот за основи, што ги опфаќа поглавијата 23 и 24 за правосудство и човекови права, како и правда, слобода и безбедност. Со новата методологија додадени се економските критериуми, функционирањето на демократските институции, реформа на јавната администрација, јавни набавки, статистика и финансиска контрола. Премиерот Оливер Спасовски ја поздрави одлуката со коментар дека таа е огромен успех и за целата земја и за сите наши граѓани, но и потврда за капацитетот на нашите институции. Денешното признание за подвигот на нашата држава е резултат на тешките политички одлуки кои ги донесе владата и владеачкото мнозинство во собранието за решавање на долгогодишни спорови со нашите соседи Грција и Бугарија. Без договорот од Преспа и без договорот за добрососедство и пријателство со Бугарија немаше да биде овозможен овој денешен успех. Овој успех е крај на нашето чекање од 15 години откако го добивме кандидатскиот статус за членството во Европската Унија.
На денот кога стасна одлуката, евроамбасадорот Самуел Жбогар сподели уште една убава вест од Брисел, дека земјава ќе добие и парична помош за справување со кризата од коронавирусот, сегментирана во 4 области. 4 милиони евра за итни потреби, 50 милиони за социоекономско закрепнување, 9 милиони евра за поддршка на приватниот сектор и 3 милиони евра како директна финансиска инекција во буџетот. Заедно со Македонија одлука за зелено светло доби и соседна Албанија, но заклучоците за двете држави се суштински различни и се однесуваат на условите за закажување и одржување токму на првата меѓувладина конференција. Додека за официјално Скопје не се наведени никакви дополнителни услови за одржување на оваа конференција и се сугерира тоа да се направи веднаш штом се усвои преговарачката рамка. За Тирана тоа е условено со завршување на серија задачи, што ќе мора да се исполнат, а наведени се јасни насоки за тоа што треба да содржи нивната преговарачка рамка. Оваа разлика во вордингот за двете земји беше вин-вин решение за им да се задоволи инсистирањето на некои земји членки да нема одвојување на Северна Македонија и Албанија, да се почитуваат ставовите на Холандија и Данска, кои не попуштаат позицијата дека Албанија има уште многу работа пред себе. Пандемијата со коронавирусот, освен што фрли сенка врз евроинтеграциите на земјата, накалеми и економски проблеми во цела Европа и глобално. Веќе нема сомнежи дека рецесијата годинава е неизбежна. Стравот е уште поголем, бидејќи лузните од последната светска криза од пред само 10 години се уште многу длабоки. Председателката на Европската централна банка, Кристин Лагард, веќе предупреди дека ова може да биде слична економска криза како и она од 2008 година. The spread of the coronavirus, COVID-19, has been a major shock to the growth prospects of the global economy and the euro area economy, and it has heightened market volatility. Even if ultimately temporary by nature, it will have a significant impact on economic activity. In particular, it will slow down production as a result of disrupted supply chains and reduce domestic and foreign demand, especially through the adverse impact of the necessary containment measures. In addition, the heightened uncertainty negatively affects expenditure plan and their financing. Deutsche Bank веќе ги објави своите најнови прогнози за економскиот раст, кои што се најпесимистички од Втората светска војна досега. Според овие проценки, европската економија во вториот квартал ќе намали економската активност за 23,6%, додека пак германската економија ќе падне за дури 28,4%. Гледано од сега, 2020 година ќе заврши во минус од 2,9% во еврозоната и пад од 3,3% во Германија. Зошто се овие прогнози битни индикатори за нас? Бидејќи 82% од целиот извоз на македонски производи завршува на европскиот пазар, а дури половина во Германија. Така што, ако предвидувањата се дека економската активност на овие пазари ќе се намалува, побарувачката ќе паѓа, со тоа ќе се намалуваат и нарачките од нашите фабрики. И тој негативен тренд веќе започна. Неколку фабрики ги затворија производствените погони на неодредено, се додека не се стабилизира ситуацијата на пазарот. Виенскиот економски институт, кој што е специјализиран за регионот на Југоисточна Европа, прв ги објави своите проценки за македонската економија, според кој растот годинава ќе изнесува само 1,7% наспроти првичната прогноза за раст од 3,3%. Тоа значи дека институтот засега последиците ги проценува на околу 1,6% од бруто домашниот производ, што би било околу 180 милиони евра. Некои проценки на стопанските комори пак одат и од 500 до 700 милиони евра економска штета. Ова е застрашувачко сценарио, но засега најизвестно и затоа ги алармираше креаторите на економските политики во светот да излезат со мерки што ќе ги ублажат негативните економски последици. Governments and all other policy institutions are called upon to take timely and targeted actions to address the public health challenge of containing the spread of the coronavirus and mitigate the economic impact. In particular, an ambitious
and coordinated fiscal policy response, ambitious and coordinated fiscal policy response, is required to support businesses and workers at risk. А фискалниот одговор кај нас засега се проценува дека вреди околу 200 милиони евра. Со досега објавените антикризни мерки се предвидуваат кредитни линии преку Развојната банка од 5,6 милиони евра и дополнителни 6 милиони евра, а се преговара и заем од Европската инвестициска банка од 50 милиони евра. Дополнително, најавено е и задолжување од околу 600 милиони евра комбинирано од комерцијални банки, ММФ и Светската банка, а парите ќе се наменат за бизнисите и работниците што веќе се колатерална штета на мерките за ограничување на ширењето на коронавирусот. После Кина, Европската Унија е најпогодена од коронавирусот, кој со непредвидена брзина се шири во европските држави, а најголем број на заболени се во Италија, Франција, Германија и Шпанија. Од тука, Европската комисија можеше да преземе итни мерки, пред се за да го заштити здравјето на граѓаните, а потоа и да го ублажи ударот врз економијата. Лидерите на земјите членки на Европската Унија, иако физички се спречени, сепак постојано заседаваат и донесуваат одлуки за амортизирање на последиците од рецесијата. Во борбата против коронавирусот, Европската комисија донесе мерки кои се однесуваат на затворање на границите, економска помош за компаниите, набавка на опрема за заштита на здравствените работници и поддршка на истражувањата за пронаоѓање на вакцина. Во однос на првата мерка, односно затворањето на внатрешните и надворешните граници, сепак се внимаваше да се обезбеди брз проток на стоки, како и непречено движење на одредени групи на граѓани, како медицински персонал, дипломати, нивните семејства и друго. Забраната за влез ќе трае најмалку 30 дена и ќе се однесува на сите странски државјани. We know that too many people are stranded within the European Union and have a problem to go back home. They have to be supported to go back home. And of course, we have a lot of traffic jam of lorries transporting goods. The flow of goods has to be swift. We need these goods for the functioning of the internal market. Председателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, оцени дека сите овие мерки кои што се презимаат за заштита од коронавирусот ќе имаат големо влијание врз економијата. Европската Унија, преку времена работна рамка, ќе има возможи на земјите членки поголема флексибилност за да ги поддржат нивните компании. This is an external shock and it hits the whole world. We have never had that before. The enemy is a virus. And now we have to do our utmost to protect our people and to protect our economies. Земјите членки на Европската Унија исто така ги прифатија препораките на експертите за луѓето да се дистанцираат едни од други и да бидат во социјална изолација со цел спречување на ширење на вирусот. Тие ќе ја потикнуваат индустријата за што поголемо производство на заштитни маски, ракавици и респираторни машини. Approach to have these measures to slow down the spread of the virus, to make sure that we have no public gatherings, that universities and schools are closed, that entertainment places are closed, because we want people, in this case, not to have contact with each other so that we can reduce the speed of the spread of the virus and therefore reduce the pressure on the health sector and the patients that have to be treated. Председателот на Европскиот совет, Чарлс Мишел, истакна дека со затворањето на границите, целта е да се намали непотребното движење на луѓето, но ќе се обезбеди непречен проток на стока и медицинска опрема, со што здравствениот систем на секоја од државите би бил подготвен за она што доаѓа. Тој објасни дека целта на лидерите на група 7 земјите, кои имаа видеоконференција по повод кризата со коронавирусот, е заеднички да се направи повеќе во прогресот за откривање на вакцина. Working very hard in order to guarantee more support for the researchers, in order to make more progress and to be able to develop a vaccine. Мишел најави мобилизирање на сите мерки на Европската Унија кои се однесуваат на поддршка на економската активност на малите и средни компании, а помош ќе има и за семејствата кои трпат економски последици. This is a serious crisis. It's going to be a long crisis. It's going to be a difficult crisis. But that is why it is even more important that we show a united front, that we stand together more than ever. Председателот на Европскиот совет додаде дека граѓаните треба да ги почитуваат инструкциите кои ги добиваат, бидејќи секој може да даде свој придонес за да се добие битката во оваа тешка криза, со која Европската Унија и светот се соочуваат.
Во Агенда 35 следува вести од Европа, паметни проекти, како вештачката интелигенција, беспилотните летала и роботите се користат во борбата со коронавирусот. Следете на. Да се создадат стратегиски залихи од медицинска опрема за помош на државите членки на Европската унија во борбата против пандемијата на COVID-19, одлучи Европската комисија. Залихите ќе вклучуваат медицинска опрема за интензивна нега, односно респиратори, лична заштитна опрема, како што се маски за повеќекратна употреба, потоа вакцини и терапевтски средства, како и лабораториски материјали. Залихите ќе се чуваат во една или неколку држави членки, а земјите домаќини ќе бидат задолжени за набавка на опремата. Европската комисија ќе финансира 90% од залихите, а координативниот центар за итни случаи ќе ја врши дистрибуцијата на опремата таму каде што е потребно. Правичниот буџет на Европската унија за залихите изнесува 50 милиони евра, од кои 40 милиони евра треба да бидат одобрени од буџетските тела. Инаку, покрај сите држави членки, во механизмот за цивилна заштита на Европската унија учествува и нашата држава, како и Исланд, Норвешка, Турција, Црна Гора и Србија. Комитетите за внатрешен пазар и заштита на потрошувачите ја поздравија одлуката на министрите за транспорт на Европската унија, кои дадоа зелено светло за така наречените зелени коридори за снабдување, со кои ќе се даде предност на транспортот на основните добра, храната и виталната медицинска и заштитна опрема, како што предложија Европскиот парламент и комисијата. Целта на новите и итни COVID-19 мерки е да се заштити здравието и да се одржи достапноста на производите и основните услуги во рамки на внатрешниот пазар на Европската унија. Од Комитетот за транспорт при Европскиот парламент смета дека едноставното преминување на границите и координацијата помеѓу државите членки ќе биде клучно за надминување на кризата и движење на стоката за време на кризата. Дополнуваат дека транспортниот систем мора да функционира и да се намали чекањето на границите, за да се заштеди и време и пари. Од комитетот истакнуваат дека е потребно и имплементирање на итни мерки, за да нема летови духови, односно авиокомпаниите мора да добијат гаранции за идните летови. Ова е единствен начин да се избегнат летови на празни авиони во Европската унија, велат од комитетот. Инаку, според досегашните правила, доколку една авиокомпанија не искористи 80% од своите летови во одредена сезона, нема да може да ги задржи и следната сезона истите се стават на располагање на друг авиопревозник. 168 милиони пристигања од трети држави се регистрирани во Европската унија во 2018 година, покажуваат последните податоци на Евростат. Ова одговара на вкупно 512 милиони ноќевања на туристи кои дошле надвор од Европската унија и на просечен престор од 3 ноќевања во местото на сместување каде што се пријавиле. Бројот на странски туристи во Европската унија низ годините бележи нагорен тренд, а во 2018 година е за 5% зголемо отколку во 2017 година или 30% во однос на 2013 година. Најголем дел од пристигањата во Европската унија во 2018 година се туристи кои дошле од друга држава во Европа, и тоа 82 милиони. Потоа 38 милиони се пристигања од азиските туристи и 29 милиони туристи од Северна Америка. Туристите од европските држави имале 315 милиони ноќевања, азиските туристи скоро 80 милиони ноќевања, а туристите од Северна Америка скоро 70 милиони ноќевања. Вештачката интелигенција, беспилотни летала и роботи се повеќе се користат во борбата против невидливиот непријател COVID-19, како и за заштита и информирање на населението, зашто од Европската унија ни доаѓаат неколку примери. Во Франција, како и во многу други држави, заради заштита од коронавирусот, граѓаните мора да останат во своите домови и да следат строги правила при движење на отворено. Но инструкциите на властите не ги следат сите. Па затоа, после Кина и Шпанија, исто така и низ цела Франција, полициските службеници во спроведувањето на правилата и законите, како и заради превенција, имаат помош од беспилотни летала дронови. Со помош на дронот, преку звучник, се информираат граѓаните за опасноста од коронавирусот, се соопштуваат и потсетуваат инструкциите за заштита, но им се наредува на граѓаните да го почитуваат безбедното растојание помеѓу луѓето од најмалку 1 метар.
Во Белгија пак, во домовите во кои се згрижуваат стари лица, има забрана за посета, односно лицата не може да имаат блиска комуникација со најмилите поради COVID-19. Затоа, една иновативна компанија за роботи од Остенде ги испрати сите роботи кои беа на залиха во домовите за стари лица во Белгија бесплатно со цел да помогне за време на пандемијата на коронавирусот. Роботите се мали, со хуманоиден дизајн и може да се движат многу лесно низ домот за стари лица. Овозможуваат погласовно барање на некое лице кое е во домот, да се воспостави видеокомуникација со нивните најмили, а за тоа не е потребно допирање на мониторот на роботот. Знаејќи дека дезинфекцијата е од клучно значење во справувањето со COVID-19, роботи за дезинфекција кои се движат самостојно на една данска компанија веќе се наоѓаат во околу 2000 болници во Кина. Со употребата на ултравиолетова светлина, за многу кратко време, роботот самостојно и ефикасно врши дезинфекција и ги неутрализира вирусите, бактериите и другите штетни микроорганизми. Следната среда се гледаме со нова тема од процесот на европските интеграции. Вие следете ги препораките на надлежните за полесно справување со пандемијата од корона. Останете дома и гледајте македонската телевизија.